Почитувани, Петре Шилегов и градот Скопје демонстрираат неспособност и неработа. Градот Скопје и понатаму останува затрупен во голем број на нерешени проблеми, но и потреби на граѓаните. Од денешната седница на Советот на град Скопје може да се заклучи од извештајот за извршување на буџетот исклучително низок степен на реализација на капиталните инвестиции. Тоа е потврда дека градот Скопје и Шилегов не работат. За 6 месеци буџетот е остварен само 36%, што е помалку од 50%, додека остварените расходи се помали и изнесуваат само 30%. Од структурата на буџетот може да се види дека иако најавуваше нема ништо ново од новиот Луна парк, има 0 денари и за езерото Треска, за кое ветуваше дека истото ќе се ревитализира. Локалниот економски развој е целосно запоставен. Од планираните 36 милиони денари, потрошени се само 2,9 милиони денари или помалку од 10% од предвидените работи. Во секторот за комунални работи има реализација на буџет од само 25% и 0 денари за пошумување, 0 денари за нови клупи, корпи за отпадоци и реконструкција на стационарот Вардариште. Има целосно потфрлање на секторот за заштита на животната средина. Од 122 милиони денари, реализирани се само 6 милиони денари или само 5%. Тоа значи дека Шилегов 5 пари не дава за почиста животна средина, иако тоа беше големо негово ветување, дека има план, има програма, но и има конкретни идеи. Нема ниту еден проект од оваа област, за жал. Ниту Шилегов ќе донесе почист воздух, ниту ќе ја заштити животната средина. Истовремено, зад плаштот вработување на пожарникари, нешто што и заеднички ВМРО ДПМН со коалицијата го поддржува, се планираат плюс неколку десетици нови вработувања, веројатно на партиски кадри. Иако Шилегов претходно обвинуваше дека имало превработеност, со ова само ги кажува двојните стандарди на работа. Почитувани, неработа, неспособност стануваат второто име за Петре Шилегов. Тоа го покажуваат и бројките, од кои јасно може да се види дека градот тоне во една безидејност и немање на основен концепт за развој. Ви благодарам.